ние ги сакаме, наша гордост, браво, палци горе и посакуваме со таа енергија да ги гледаме само напред. Еден дел се заедно со нас, Кики, Филип, Миха и Анастасија не се со нас, но се разбира и Цаци, ние тука. Добар ден веќе. Добро утро. За нас добар ден, вас добро утро. Го гледавме заедно ова кратко видео и полно емоции, импресии кај вас. Дури ние од страна кога го гледаме ни доаѓаат солзи во очите, може да замислам вас како ви. Па да, дефинитивно ова беше многу интересно искуство, што го памтиме цел живот и затоа така мислам држи за сите нас, мислам дека е еднакво специјално место во нашите срцеви. И си се навраќавте, така и тука тоа се случи, тука се случи ова. Да. Особено што ова се работи што сега може гледачите да ги видат што се случува и зад камерите. Не е само настапот, затоа што вие како гледачи можевте само да го гледате генералниот настап кој што беше на 19 декември. Меѓутоа ние таму бевме 8 дена. За тие 8 дена се случува многу нешта за сцените, многу емоција, многу убави моменти, многу возбуда, многу дружба, така да ова видео ете така во кратки црти, во некои 6 минути, можеше да покаже колку навистина ова беше значаен настан не само за Дајте музика, туку и за самите деца. Навистина сакавме да ви имаме забадник во студио и благодариме што дојдовте, иако денов е за семејство дома. Каде се падна минатата година паричката? Кај мене. Ете, гледа средна година. Да, баш била твоја година. Исто? Да. Исто? Ти донало среќа. Ама веќе не ви ги места дома, возрастни сте, така? Кај тебе? Кај нас со години се паѓа кај мојата мајка, таа има таа среќа. Многу често да се паѓа паричката, меѓутоа кога се паѓа во семејството, тоа е сепак среќа за целото семејство. Што чувствувавте во моментот пред да излезете на сцена? Имавте проби нормално, нели, но генералните проби и пробите пред тоа се едно, меѓутоа настапот на нели вечерта е друго. Што чувство имавте тогаш? Ние не бевме свесни се додека не дојде главниот настап, затоа што еве на главната проба и на другите проби има прво премногу ангажман, премногу светла и нели мора да имаш малку трема, но кога дојдовме на сцена на на настапот, еуфоријата не понесе и јас мислам дека супер направивме. Не мислиш, тоа е сигурно. Ги следиме коментарите, ги следиме не само коментарите од нашава публика. Јас уште спотот кога се промовираше еден од најгледаните, нашиот спот на... Веќе има над 2 милиони прегледи, што е навистина голем успех. Сепак доаѓаме од држава која што има малце жители и самиот оглед на тоа дека нашиот видеоспот е еден меѓу најкликаните спотови, и не само спотот, и самите настапи, проби, претходни седни од најгледаните. Навистина децата бе една поголема атракција на самата Евровизија, тоа што не можеше да се види, ви велам, тука на телевизија. Сепак се работеше там. Па сепак се работи за деца мултиталентирани. Јас сум навистина гордана, не? Со оглед на тоа дека ние работиме веќе трета сезона на Дајте музика. Тие беа 10-11 години кога почнавме и сум горда на тоа во што прераснаа, во какви момчиња и девојки прераснаа, паметни, убави, исклучително талентирани. И тоа не е само моје чувство, тоа го забележува и другите делегации. Значи, немаше ден да не ни приде некој шеф на делегација или член на делегација да каже од каде ги најдовте овие деца. Па ние им објаснувавме дека се работи за навистина познато ТВ шоу во Македонија, кој што зад себе има 90 епизоди, има 3 издадени CD-а, преку 80 музички хитови. Сите беа вчудени видени, навистина во еден наврат во холот на самиот хотел, шефот на делегација на Арменија ми кажа ние сме едноставно восхитени од вашите деца, they are like hand-picked. И ние рековме, да, точно, тие се hand-picked од многу деца пријавени на аудиција за Дајте музика, навистина овие 4 деца беа hand-picked. Значи, вие сте буквално една мала фамилија, мало семејство. Па не сме баш мало, ова што го гледате навистина мала бројка, меѓутоа зад нас има
огромна екипа која што работи тимски, не само на проектот Дајте музика, се работеше, огромна екипа работеше и на самиот проект Green Forces за настапот значи тука беа вклучени членови вработени од македонската телевизија, тука беа вклучени дел од екипата кој што работи на Дајте музика, меѓутоа и огромна екипа со која што се надевам дека успешно ја пренесовме пораката, а тоа е заштита на планетата Земја. Да, и ние, например, имавме 2 месеци што беа исполнети со различни проби за подготовки за настапот и дефинитивно сме многу задоволни. И нашата порака беше до нашата генерација, ама не треба да заврши овде. Треба ние сепак да пренесеме нашата порака и да продолжиме, бидејќи јуниорскиот Евросонг заврши, не значи дека нашата акција вашата работа треба да заврши. Токму тоа, Цаци, и ваша главна мисија, всушност. Се разбира, популарноста на децата, можам да кажам дека навистина е голема, треба да се искористи во позитивни цели. Ние го почнавме еден нов бран на Green Forces со децата, меѓутоа тоа тука не треба да заврши и нема да заврши. Имаме имаме многу планови за тоа што треба да се работи. Децата веруваат во оваа кауза, не е дека е тоа нешто што ние сме го подготвиле како тема, кечи е за Евровизија, па убаво е актуелно е точно. Меѓутоа, тоа е нешто со кое што ние навистина треба да продолжиме. Со оглед на тоа дека, особено еве денуве, вчера Скопје беше еден од најзагадените градови во целиот свет. Бројките беа страшни. Бројките се фрапантни на загаденост, така да целта на децата и на нас како продукција е да апелираме и да допреме до се повеќе млади деца, меѓутоа и возрастни. Така е, Филип, нели? Да, затоа што еве ние се можеме да направиме, но ние не имаме целата моќ да направиме нешто преголемо, затоа ни се потребни возрастните, да ни ја сватат пораката и се. Ние ова не го правиме ради реда, туку ние ова го сакавме и сега продолжуваме да го правиме. Мора да ги едуцираме сите и да... Браво, немам зборови за момент останувам без текст. Се смеам да Филип кажа, ни се потребни возрастните, но верувајте колку сте ни на нас возрастните вие потребни, колку ја раздрмавте изминатиот период и со пораката што ја пренесовте со целиот проект. Но, да кажеме, не заминавте таму и само испејавте на сцена и толку. Имавте навистина неколку месеци многу работа. И не само работа околу пењето. Обуки, околу животна средина, околу екологија, решавање на тестови. Многу средби, со навистина значајни луѓе, амбасадори, министри. Тоа беше навистина една голема лекција не само за децата, учесници. Тоа беше голема лекција за целата екипа, точно, целиот тим. Децата учеа од нас, од возрастните, меѓутоа и ние многу научивме од децата. Колку едноставно овие деца не се тука заради тоа што се, не знам, некои си глумци. Тоа се деца кои што навистина се родени под срекна звезда. Деца кои што имаат нешто во себе. И тоа го препознава и публиката. Публиката, значи, толку многу ги сака децата, што навистина би било штета да остане само на едно сакање презентација на песна. Мислам дека оваа голема идеја не засега апсолутно сите, мали, големи, возрастни, меѓутоа децата, затоа што иднината е во нивните раце. Ние ако не им помогнеме и луѓето кои што се значени имаат таа моќ да помогнат, ако не почнат да действуваат, навистина ова ќе биде крај апсолутно за сите нас. Да, навистина. Тие се во моментот идоли на многу мали деца. Дури не само школски деца, туку и помали. Да, така да навистина вашата мисија треба да продолжи со овој интензитет и оваа енергија. Многу ме радува тоа што еве буквално гледаме вакви деца, примерни пред се, кои што треба вакви идоли да имаат нашите деца, затоа што многу лесна е линијата во која што може да преминат во звезди под наводници. Така. И верувам дека и тука сте работели на тој, се забележува дека конечно после долги години се појавија деца херои.
нешто во кое што можат останатите деца да се препознаат. Во Дајте музика сепак има многу различни деца, различни карактери. Секој ќе може да се препознае со својот карактер кој му е најблизо. Јас се радувам, навистина, дека на овие деца после 3 години не им удри славата во глава. Тоа се работи за навистина стабилни, културни, воспитани деца кои што во секој момент никогаш не одбиле да се фотографираат со сопствените фанови, да разговараат со нив. Значи, апсолутно сум горда како мајка, да речеме, како мајка на собствените деца. Да. Навистина, мислам, ова беше стварно многу добро искуство. Јас и Филип се знаеме од првата сезона на Дајте музика, со Миха со јас и Филип и Стаси се знаеме од првата, со Миха се знаеме од втората и не само професионално, туку и приватно се дружиме и ова беше стварно... Тоа се забележува дека и приватно се дружат. Да. Мислам, секогаш ќе даваме поддршка еден на друг и ова беше навистина едно преубаво искуство и многу сме горди што имавме шанса да представиме нашата држава во еден таков голем настан и ние имавме голема одговорност и многу добро се износивме. Да, и со нашата порака секако ти пренесува. Во период кога сите од нешто се жалиме кај нас, ги вративте пред се најмалите пред екраните. Кога ние бевме мали, кога беше таа Дајте музика тогаш, посебно на празници кога ќе пуштеа, ние бевме залепени пред телевизор и мислевме дека тоа време никогаш нема да се врати, но вие успеавте уште првата година тоа да го направите. Како заборавено време беше тоа. И навистина ни е многу радост, бидејќи знаеме дека и сегашните дечиња што ве гледаат, ќе ве доживуваат како херои кога ќе имаат 30 на години, 40 како нас сега. Бидејќи ние тогаш, тие учесници на Дајте музика, се уште ги чувствуваме како херои. И сега да дојдат да им правам интервју, мене јас ќе имам трема пред нив. Бидејќи сум растел со нив. Да, си ликот со кој што растел, си се поистоветувал. Инаку, многу интересно што и јас гледам Дајте музика. Добро, знаете како концептот на Дајте музика е семеен. Не се работи за детски, да. Затоа што во голем дел од темите, особено на сценаријата кој што јас сум ги напишала, се раскажува за нашето детство, детството од 80-тите и 90-тите години и поради тоа многу родители, па и баби, дедовци се пронаоѓаат во сценаријата и им помагаат во едукација на собствените деца, затоа што сепак секоја епизода има некоја едукативна тема на некој така суптилен начин. Суптилен начин, точно. И мене ми е мило затоа што за релативно краток период, не повеќе од 2,5 години. Шоуто е навистина популарно, значи едно од најгледаните на телевизија, ако не и најгледаното, а нашиот YouTube канал во моментов број повеќе од 37 милиони прегледи, што е импозантна бројка, па дури и за странство некога разговаравме со родителите на Енцо, представникот од Франција, за некаква си идна соработка. Родителите беа восхитени за нешто, значи кога слушнаа за бројките, кога слушнаа за колку до сега шоу имаме, колку музика позади нас, колкава екипа стои, така да беа восхитени. Да, навистина е за восхит. Еве доказ дека ако е нешто квалитетно и навистина ако на нешто се работи, дека публиката ќе нас знае тоа да го вреднува. Особено ми е мило што во моментов ево последно ова нешто ќе го кажам, дека после настапот на децата на Евровизија немаме фанови само локални, односно од Македонија, значи фан базата на децата веќе од цела Европа и од целиот свет. Да, предпоставувам се следа, не само на нашето шоу и на децата, на социјалните медиуми се значи деца од Полска, од Арменија, од Шпанија, од Америка, од Германија, од UK, така да, значи секојдневно имаме пораки со кои што не замолуваат да ставиме превод на нашите емисии, затоа што досега ги гледаат без превод и ништо не разбираат, меѓутоа сакајќи ги децата ја гледаат Дајте музика секојдневно. Интересно. Сакам да искористам да прашам денеска како ќе биде организиран денот, ќе ги прашаме сега децата, прво ќе помагате по дома да се намести трпезата. Да, секако. Да. Јас и моето семејство секоја година го прославуваме овој празник и секако нели лепчето со паричката, како мало одев на Коледе и да. Јас и Јована сакаме да одиме после емисија на Коледе, се мисли. Ме вика кај него во Джеваир на Коледе, таман утре на Божик. Филип? Па јас исто ќе направам. Мислам,
ќе помогнам Ќе почекам да се намести масата. Да, па после ја ќе си седнам. И да се надеваш дека повторно ќе се падне Да. паричката. Тоа и сакав да се насмеам, ако минатата година ви се падна паричката, бевте на Евровизија, годинава ако се падне, не знам каде ќе идете, ќе одите годинава. Си што ќе бараат, ќе речат Со годинава. оглед на тоа Не дека знам се каква работи среќа за ќе биде. исклучително талентирани деца, навистина пред нив се многу искуства, многу возбуди. Јас се надевам дека тука нема да застанат. Ние разговаравме Да. во повеќе наврати дека нивниот талент е толку голем што ние не треба да престанеме со оглед на тоа дека се работи за една исклучително возраст во која што децата се преиспитуваат дали се Да, деца или тинејџери, возрастни или се добро. веќе тинејџери, Да. дека јас сум горда на нив затоа што и тие се горди на проектот, не се срамат затоа што многу лесно може да речат јас повеќе не сум дете, не сакам да бидам Да. член на Дајте музика или не сакам да пеам, меѓутоа они се свесни за сопствениот талент и мислам дека тука нема да застане се она што го прават. Да. И ќе искористиме цаци, може да замислам, ти си цел живот со уредувањето, како ќе ти биде трпезата накитена и уредена. Искрена да бидам секоја декорирана. година дека овој ден го поминувам во домот на моите родители, сепак традицијата се уште е присутна во тој дом, значи сите се собираме таму. Мајка ми е многу креативна жена, така да навистина до тоа како изгледа лепчето и како е сервирана трпезата е нешто што се уште се восхитувам секоја година. Ета знаеме од кога е наследено. Добро. Ви благодариме што ни бевте гости во Благодариме. Филмската програма. Да, благодариме Благодариме и на ние вас. ни беше драго. Се надам дека ќе се гледаме само за убави работи. Тоа сакав да кажам, ајде сега пак да не бидам нели постојано да сме живи и здрави, ама да стварно сме живи и здрави Да. и стварно да се гледаме само за убави работи. На крајот на криштата здравието пред се, навистина е многу важно, здравието, а здравието и околината и нашата планета е дел од нашето здравие, ние го дишеме овој воздух, ние ги јадеме оние производи кои што се одгледуваат во овие загадени земји или незагадени, така да би рекла само go green forces. Со ваква младина и со вакви деца не се ни сомневаме дека ќе има уште подобри времиња од сега. Благодариме уште еднаш за гостувањето денес. Останете си заедно со нас.